Кое што се разговара со советниците од опозицијата и советниците од опозицијата. Така, значи, ние од страна на водостопот во Мановско купуваме водата, значи сирова вода, која што најчесто е од трета категорија, по цена од 6,4 денари без ДДВ. Према граѓаните, значи цената која што ние ја фактурираме е 47 денари. А за колку проценти од тоа? Значи, вака, имате во предвид дека прво добиваме вода од втора и неретко трета категорија, која што вода мора да се обработи. Значи, хемиски, бактериолошки, биолошки. Која што вода понатаму преку нашите цевководи треба да се достави до крајниот корисник граѓанин. Дека вода која што нон-стоп имаме дефекти од субјективни и објективни причини, кои што дефекти мора нели да се редовно да се сервисираат, кој што сервисирање, дотурна вода, обработка на вода, исто така влегува во сама цена на вода. Имате во предвид дека Куманово единствено има пречистителна станица за отпадни води, кој што нели има еколошки аспект за потегот од село Добрашане до Катланово, кога Штопчиња се влива во реката Вардар, и секој граѓанин на Куманово, ама само за жал на Куманово, плаќа за прочистување на оваа вода. Значи, тоа се елементи кои што влегуваат во методологијата на формирање на вода. Значи, имаше овдека дискусија дека можеби по цената е превисока. Значи, јас веќе на неколку пати укажувам и дававме и предлог, се обраќавме до надлежните министерства. Нека надлежните министерства преземат пречистителната станица, или нека учествуваат со некој дел во одржување на оваа пречистителна станица и ние веднаш ќе ја намалиме цената на вода према граѓаните за оној процент во кој што ќе учествува министерството. Дали комплетно ќе ја преземе или во оној процент кој ќе учествува во одржување на самата станица. Еколошки аспект од сето ова да ви кажам. Значи, ние ги пречистуваме отпадни води, знаете каде е лоцирана пречистителната станица кај село Добрашане. Ниту Местово, ниту Тетово, ниту Вардар, ниту Скопје, се извинувам, немаат пречистителна станица. Значи, сите атмосферски, пекални и останати канализации се вклучуваат директно во Вардар. Значи, она ние што го пречистуваме се вклучува во Пчиња, кој што Пчиња пак се вклучува во Вардар. Значи, бенефит конкретен од ова има, освен значи еколошки аспект за тој потек, конкретен бенефит кој што не е доволно искористен, имаат земјоделците од потекот значи до село Пчиња, кои што може да кажат дека нивните земјоделски производи се еколошки најчисти. Денеска помина извештајот, како ја завршувате, да кажеме, со колкав, имате ли добивка? Вака, значи, за да се зборува за добивка во ова време во кое што работиме, имајќи ги во предвид на властените проблеми со кои што се соочуваме, дискутабилно. Јас можам да потенцирам некои елементи само. Значи, за последниот квартал, значи, финансиски извештај последниот квартал, значи, приходи купни ги имаме покачено за 7.200.000 денари. Колку е тоа? Вкупна страна на приходи е 7, значи, вкупно приходи имаме 58 милиони 640.000, споредбено со истиот квартал минатата година, значи зголемени се приходи за 7.200.000 денари. На што се должи ова? Значи, ова се должи пред се на комплетен ангажман на вработените во ЈП Водовод, кои што покажа дека знаат, умеат, дека се домаќини луѓи, дека го сакаат ова предпријатие и дека се спремни да вложат максимум од себе за решавање на проблемите. Колкав е расходот? Значи, расходот е вкупен расход е околу 69 милиони денари, што значи дека сепак годината ја завршуваме со минус, кој што минус се должи пред се на плаќање на камати и судски трошкови од претходни години. Само камата по судски пресуди од минатите години имаме платено 6 милиони 184.000 денари, зголемување на цена на вода влегува во со цифра 5 милиони денари, тековни трошкови за под претходни судски пресуди, значи извршни и процесни трошоци, минимум без каматите се уште 5 милиони денари, што значи кога не би биле овие од минатата година наследени товари и кога не би биле каматите, ние би работеле со позитивно.